Гледайте, секој човек со него си носи некој тип на багаж, си носи некој тип на ситуации, си носи некој тип на мемории. Знам дека често пати се повторувам, но тоа е во основа на некои нешта, морам да ги објаснам на почеток и едноставно за да може после тоа да продолжиме. Софи, поздрав. Едноставно треба да објаснам зошто и како има содржина умот која што е тригерувана. Доколку умот не содржи некоја негативна содржина која што не може да биде тригерувана, човекот нема да биде тригеруван за нештото. Но гледайте, имате луѓе кои што се специјалисти да ви тригеруваат дадени работи. Имате луѓе кои што свесно, подсвесно тригеруваат работи кај вас, тригеруваат работи кај нас. Гледате, ние свесно кој кречете и вие тригерувате работи кај некој друг. Така, секој тригерува работи кај некој друг. На свесно ниво, вие ако тригерувате работи кај некој друг, ајде да кажеме вие сте свекрва. Вие сте свекрва. Ама снаата ве тригерува вас. Снаата ве тригерува вас. Вие исто ја тригерувате снаата. Само што вие не го гледате тоа дека ја тригерувате, поради тоа што ние нашите акции секојаш ќе си ги објасниме, ама од друга страна имате некој човек кој што исто така прави работи кои што ви тригеруваат и не го прави тоа свесно. Но секако не е ни важно да го прави свесно или несвесно, резултатот е дека не ви е убаво. Не ви е убаво и поради тоа имате дадени емоции кои што се јавуваат кај вас и тие емоции кои што се јавуваат кај вас се неубави поради тоа што човекот е тригеруван. Ќе зборувам за умот денеска. Ќе зборувам многу интересни работи, мај да не заборавам некои концепти кои што веќе сум ги мислел пред да почнам на овој лајв. Многу често имате луѓе кои што се тригерувани од тоа што премногу они даваат, ама можеби не добиваат за возврат нешто кое што го очекуваат. Ајде да ви кажам следна ситуација. Замислете вакво нешто. Замислете имате некој девојче кое што цело време го мисли дечко, ама дечко не ја мисли неа. Или обратно, имате некој дечко што цело време ја мисли девојка, а не го мисли толку него. Сега, што се случува ако девојчево го мисли дечкото цело време? Она се инвестира во таа релација. Гледате, дечко не и ни вика дека ја свиѓа неа. Он едноставно знае дека она ќе му е другарка, ако бидат опште другари. Ама он така ја третира. Он ја третира неа како другарка поради тоа што нема интерес кон девојчево. Девојчево е заљубено у него и цело време му пишува, цело време инвестира, цело време го мисли, ама он не ја мисли. Он не ја мисли, он не и дава воопшто надеж, не и дава воопшто идеи дека ќе бидат заедно, можеби она ќе му прати 5 гушки, овој едва ќе врати пола гушка и така натаму. Она среќна е дека он вратил нешто на таа тема, ама она се инвестира толку многу, ама не добива фидбек назад, не добива повратна реакција назад. И што се случува? Поради тоа што она инвестира толку многу време, толку време мисли, толку време внимание во него, да на крај ќе видите дека она која ќе го види него како се допишува со некоја друга девојка или ќе го види него излезен со некоја друга девојка, она е веднаш тригерувана. Гледате, веднаш е тригерувана. Ве тригеруваат ли многу често луѓе? Замислете се, вие правите работи за некого. Може би е во фамилијата, цело време му правите нешто, цело време допринесувате, цело време правите убави работи. Тој ништо не допринесува за вас. Во еден момент, повторно кога нема да го направи ништото, вие ќе избувнете. Поради тоа што гледате, некогаш кога човекот премногу дава. Јас секогаш зборувам за тоа колку убаво да даваме. И нема спорно тоа дека среќата доаѓа од давањето на позитивна енергија, но мора да видите на кого давате. Дал давате на некој кој што ќе ви врати без ништо или давате на некој кој што ќе ви врати живот. Ме разбирате? Затоа што вие може да давате позитивна енергија, другиот човек да не ја врати со позитивна енергија. Може вие да се инвестирате во нешто со многу убава мисла и намера, другиот да не го врати тоа на соодветен начин. Поради тоа што вие сте се инвестирале во некој човек, некој што ви го вратил животот, некој што ви го земал животот. Поради тоа што не гледате каде се наоѓа некој можеби на скалата на емоции. Гледате, тоа е проблем со емоциите.
Ако вие сте многу високо по скалата на емоции и се вложувате во некој кој што не е толку високо по скалата на емоции, и тој е зимач на живот, секако дека на крај ќе се изнервирате или ќе ве тригерува таа особа поради тоа што премногу сте се инвестирале, премногу сте се вложиле, премногу сте направиле за некој кој што не вратил соодветна енергија на таа која што вие сте ја дале, поради тоа што тој човек вратил со несоодветна енергија на тоа што вие сте го дале. Сега, ако вие давате убава, искрена, позитивна и добра енергија, имате од другата страна некој кој што ја цица таа енергија и ја зима таа енергија и не ви враќа со соодветната позитивна енергија, тогаш секако дека ќе ве тригерува тој човек. Но гледате, вие сте имале мали тригери, сте ги виделе тие црвени знаменца на почетокот, не сте сакале да ги увидите црвените знаменца, сте влегле емоционално во релацијата, а не со разум, поради тоа што кога човекот ќе влезе емоционално во некоја релација, не со разум, он е многу лесно тригеруван, затоа што гледате, емоцијата, ако не сте внимателни, да гледате што има пред вас. Гледајте. Немојте да бидете емотивни премногу. Знаете, ние сме секогаш тука емоции, ние таков народ сме. Не разбирате, например, гледате, ние, не знам, јужноамериканци, не знам, латиноамериканци, не знам, шпанци, итали. Ние сме секогаш емотивни како луѓе и многу често сме по-лесно тригерливи, мислам, ова е моje мислење, не значи, отколку некој кој што можеби е по-разумен. Ама ние сите тие кои што имат многу јаки и бурни емоции, тие се и лесно тригерувани, поради тоа што не секогаш емоцијата прави да гледаме. Некогаш емоцијата ви прави да не гледате. Зашто? Затоа што си емотивно инвестиран во некоја релација, ама при тоа не гледаш преку твојот ум, не гледаш преку твојот разум. Така, затоа што има многу улога разумот за да не бидеш тригеруван. Поради тоа што разумот ти вика гледај, емоцијата ти вика чувствувај, ама многу од тие чувства кои што вие ги имате, не се чувствата кои што мислите дека ги имате. Сега, како е ова, многу често чувствата кои што ги имате, мислите дека, усвари не се чувствата кои што мислите дека ги имате. Да ви дадам пример за чувства. Не се секогаш сите чувства разумни. Ја тоа сум го зборувал во еден лайф кој што се вика 3 типови на љубов. Молам, гледате го 3 типови на љубов. Нема да зборувам за тоа, ама ќе објаснам. Ви текнува кога зборевме за реактивен ум. Реактивниот ум е ум кој што е составен од болка. Ај пак ќе го нацртам умот и ќе зборувам сега на тема ум повторно. Знам дека се повторувам, ама ова се што ќе го објаснам е многу важно за да го разберете ова за тригерувањето. Океј. Еве го умот. Рековме имаме аналитичен ум, имаме реактивен ум. Имаме аналитичен ум, имаме реактивен ум. Аналитичниот ум, рековме, снима слики од убави моменти, убави работи. Реактивниот ум снима трауми. Ова е од една книга Дианетика, за мене најубавата книга за умот. Дианетика од филозофот Хабард. Најубаво објаснува на тема ум, тоа е моje мислење. И за мене е број 1 книга за мене на тема умот. Гледайте, има аналитичен ум, има реактивен ум. Аналитичниот ум што прави? Гледайте, аналитичниот ум, зборот аналитичен ум значи анализа. Анализа значи расчленување. Гледайте, расчленување. Анализа. Но да расчлениш нешто, да анализираш нешто, што ти треба? Ти треба простор. Гледате, кога човек има многу простор, има ширина, кога има гледка, он има простор и он може да анализира. Ама човек кога има само емоција, не секогаш го има простор, затоа што емоцијата ве доближува до нештото и вие го немате тој простор на гледање, поради тоа што имате емоција, на некој начин, некои емоции, не сите емоции, ама некои емоции ви го намалуваат просторот. Страв, например, е намален простор. Страв да не загубиш некој партнер, партнерка, исто така е мал простор, тоа е страв. Стравот е, најчесто имаме ирационални стравови, тоа е најчесто ирационална емоција. Но да се вратам, аналитичниот ум е ум кој што се базира на простор. Затоа луѓе кога ве критикуваат, они ви го намалуваат просторот. Кога сте многу критикуван, на крај ќе експлодираш. Зошто? Поради тоа што до толку те збиле од зид, до толку ти го намалиле простор, да ти мора да направиш простор, поради тоа што нема кај да одиш понатам. Сега, аналитичниот ум е ум кој што анализира.
Реактивниот ум е ум кој што реагира. Гледате, тригерите доаѓаат секогаш од работите кои што се снимени во вашиот реактивен ум, не во аналитичниот ум. Во аналитичниот ум нема болка, затоа што аналитичниот ум е свесност, а свесноста и болката не идат, односно свесноста и болката не идат заедно, затоа ако нема болка имаме свесност и на аналитичен ум, ако има болка тогаш не имаме свесност. Ако некој човек се пресече сетска салата место патлижен од прстот, он добива болка. И она што се случува, неговото внимание се насочува на болката. Он не е така буден на околината, така? Не е буден на околината. Така. Сега, замислете, имате ситуација каде што некој човек, не дај Боже, скрши нога, скрши рака. Колку мислите дека е буден? Он фаќа сегменти како будност, ама многу често ќе го прашаш што ти се случи, ќе ти даде флешови на 4-5 сцени, ама не се. Затоа што, гледате, болката предизвикува намалување на свесноста, а болката, фактички, тие неубави слики се нарекуваат енграми. Зборот енграм е збор кој што се состои од два збора, ен во и на грчки грам значи запис, односно пишување, графија значи пишување, енграм значи запис во умот во нешто неубаво. Рековме имаме два типа на болка, физичка болка, која што доаѓа од физички повреди или изгореници или што и да, и имаме психичка болка. Психичка болка доаѓа од разочарувања, од губитоци, од нешто што си го имал па го немаш. Он го дефинира за филозоф Хавард зборам како момент на акутна и шокантна загуба. Акутна и шокантна загуба, како што, например, се случи во Кочани, не? Или акутна шокантна загуба е некој дедо баба, не да Боже, умрат, или можеби кучето умрело. Така, значи имаме, или имате колата му е укралена човек, колата му е укралена. Акутна загуба. Разбирате, точакот му го земале, акутна загуба. Неговиот тим за кој што толку многу било емоционално врзан, ќе имате луѓе кои загуби нивниот тим, плачат, тоа е загуба за нив. Знаете, сега, моменти на загуба или закана за загуба, може кучето да не е умрено, ама се разболело, има закана за загуба, окей? Сега, такви енграми кои што човекот ги добива, тие доаѓаат од многу порано време, доаѓаат од млади години, кога сме биле деца, кога сме биле мали. Сега да ве прашам вас, обично кој ве тригерува најмногу? Обично ве тригеруваат тие што ви се најблиски, поради тоа што ја не ве тригерувам, ја не сум запишан во вашиот реактивен ум, гледате. Ама може би вашиот сопруг, сопруга е. Може би таткото и мајка ти дефинитивно се. Децата твои дефинитивно се. Така, детево, не дај Боже, кашлало, се загрцнало. Имате ситуација кај што детево се загрцнало. За мајката може тоа да е траума голема. Се детево пие вода, ќе се загрцне, бум, она ќе избувне. Гледате, тоа е тригер. Тригер е, затоа што е реактивација на нешто од минатото кое што се има случајно. Така. Имате ситуација каде што можеби некој маж дошол дома пијан, ненајавен. Пијане. Дошол дома, правил скандал, пијан, направил хаос, енграм за сит. И сега татко го нема дома во соодветно време, и сега сите се напнати, сите се тригерувани, сите чекаат да видат како ќе дое таткото дома. Поради тоа што тоа предизвикува тригер кај нив. Гледате, тие тригери кои што човекот ги добива поради тоа што веќе си има слична таква ситуација десено во вашиот ум. Ако се немало слична ситуација десено во вашиот ум, не може да имате тригер. Не можете да имате тригер, поради тоа што ништо нема да ве тригерува ако претходно се нема случила некоја ситуација. Колку од вас кога ќе отидете на доктор, ќе опомирисате мирисот на болницата и се тригерувате? Колку од вас? Колку од вас ќе отидете можеби во некое старо училиште каде што не сте си поминале најубаво, а идете да гласате таму? Мирисот на линолеумот ве тригерува. Колку од вас имате некоја ситуација каде што ќе поминете преку покрај некоја стара зграда, ќе поминете покрај некое место и ќе ви се врати некоја негативна меморија? Затоа што имате некоја меморија во вашиот ум која што има основа да биде вратена. Сега, поентата што ми е, го давам тој пример секогаш затоа што е смешно, не да го сакам. Имате некој дете како мал, мајка му цело време викала не доби петка тројка, не доби петка четврка, сите добија петка ти не, сите добија петка ти четврка, сите добија петка ти тројка.
Сите се запишува средно, ти не знаеш кај. Сите завршија средно, ти квадрираш година. Сите завршија факултет, ти не си завршил викви. Сите цело време го јадала мајка му, а сакала да го мотивира. Гледате, имате вода, сам таму што ја гледате, сам таму што не ја гледате, ова е реактивен ум, ова е аналитичен ум. Ево го човеков, ево ја сега жена му 2025 година, мајка му во 95-та, 96-та, 97-та година. Нервирала со сите. Денеска женава вика, злато, сите отидоа у Дубај, само ние не, овој почна да и се дере. Зашто? Зашто жена му го подсеќа на мајка му. Он се кара со мајката. Видите, се кара со мајката. Замислете, мајка ви цело време ви се дерала. Цело време ви се дерала. Цело време ви викала. Не учиш вака, онака, интонацијата на гласот. Дури пискавиот глас на мајка ти. Некојаш ќе дојдеш дома и го слушаш пискавиот глас на мајка ти, ама она не ти збори тебе. Она и вика на сестра ти. И ти се тригеруваш. Зашто? Поради тоа што гласот го имаш во твојот ум. Сега, кој ќе те тригерува највише? Мајка ти, татко ти, сестра ти. Со сестра ти се тепал цело време. Како мал. Ме разбирате? Сега, гласот на сестра ти може да ти е тригер. Децава се мајстори да ви ги најдат тригери. Значи, децава се радар. Он радар прави. И како ти го најде тригерот, ти ќе побудалиш, затоа што детето точно знае како да ти стисне на жулј, кои те се слабите точки, и он тоа ќе го направи подсвесно. Дете не го прави свесно. Подсвесно. Затоа што реактивниот ум на тоа дете сака да го активира реактивниот ум на мајката, на таткото. Реактивниот ум на таткото, мајката случајно го тригерува реактивниот ум на дете. Он никако да свати дека на тоа дете кога му се дере, него не му е убаво. Знаете, некојаш ќе им кажам на луѓе, знаеш што, ова дете има мека душа. На него никако не смеш да му викаш, сварно. Ама он никако, затоа што гледате, он ги има наследено сите тие слики од татко му. Татко му се дера. И се он станал татко му. И он се дере на син му. Ама син му е мек фин. Неќе син му тоа да го искуси или нема и убаво. И што се случува? Бум. Се тригерува. Синот. Ама и он е тригеруван. Затоа што гледате, имате многу често луѓе кои што, ајде да кажем, имате некоја мајка, леле бе, ме нервира, син ми ваков е инертен е, или ќерка им кој да е. Ама луѓето не гледаат дека и они нив ги тригеруваат да се покорни или да се уплашени. Би можело да се рече уплашени. Не знае што да прават. Имате некоја доминантна жена, па мажов ти е уплашен од тебе. Затоа што си предоминантна. И он не може да пртне, он не може да биде он. Поради тоа што, ама се гледате, неа како доминантна жена ја нервира овој, види овој па спор, влечко, за ништо не го било сега. Она како го одбрала него? Чудно ли чудо како она се споила со него, она си го барала баш тоа. Овој кој што е па покорниот, баш си ја барал таа доминантната жена. Зошто? Затоа што се споиле двата реактивни ума. Гледате, може би он имал доминантна мајка. Он имал доминантна мајка која што она била командантот по дома, сите ги редала, вклучувајќи ги таткот, и сега он го гледа тој шаблон. Сега, ако он влезе во идентитетот на татко му, подсвесно, он каква мајка, каква жена ќе одбере? Ќе одбере жена која што е доминантна. И сега продолжува тригерувањето од детството, затоа што сега него жена му е мајката, поради тоа што он подсвесно ја избрал за да се спои драмата, за да се врати драмата од детството. Лете, луѓето си одбираат баш партнери кои што не им одговарат. Зашто? За да има драма, за да има бука, за да има некој филм кој што се прави. И сега што се случува? Ке се спојат тие два ума, кои што се цело време тригерувани, а уствари они се тригерат, поради тоа што они се одбрале да бидат тригерот, затоа што реактивниот ум се сака да ја продолжи таа драма, која што ја има, затоа што реактивниот ум сака да има болка, реактивниот ум сака болката да продолжи. Зашто иначе се тригеруваат луѓе? Затоа што реактивниот ум сака болката да трае. Лете, реактивниот ум не сака да биде решен. Реактивниот ум не сака да биде избришан. А ја тоа ви викам, дојдете да работиме за да го избришеме реактивниот ум. И он ќе најде 100 оправдание како не. Сега што се случува? Што се случува? Човекот не може да го контролира тоа, поради тоа што тој реактивен ум е појак од сите нас. И кога ќе се вклучи тој реактивен ум, аналитичниот ум се намалува. Кога некој човек е избувлив, кога некој човек е под тригер, кога некој човек во афектна состојба, што се случува?
му се реактивира енграмот од минатото, а тој енграм има болка и безсознание во него и она што се случува го намалува аналитичниот ум. И кога аналитичниот ум ќе се смали, аналитичниот ум веќе не е аналитичен ум затоа што нема простор да изанализира и она што се случува настанува реакција. Затоа што имате сличност во околината која што ви буди меморија од минатото, која што видите тој човек што околу вас може уопште да не е истата личност, ама да ве потсеќа на мајка ви, да ве потсеќа на таткото, да ве потсеќа на класниот од средно, на класната од основно која што не знам те можеби според тебе мислиш дека не се однесува најдобро според тебе. И се што се случува кога ти имаш околина каде што имаш сличности, секако дека ќе бидеш тригеруван. Некогаш, знаете, ќе дојдат луѓе кај мене на консултации и ќе речат, знаеш што Жаре, ама ја истото ова го зборам. Истото го збориш, ама ја не сум реактивниот ум на тие на кои што им го збориш тоа. Затоа и не прифаќаат од тебе. Поради тоа што твоето зборење, колку и да е добро, ако е со повишен тон, а он го слушал тој повишен тон кога си го карал како мал, си му викал како мал, за четворките си го карал како мал и се сакаш да му кажеш на син ти кој што има 35 години, па не те слуша. Зашто не те слуша? Затоа што му ги тригеруваш енграмите кои што си му допринел и ти кога он бил помал. Затоа не те слуша. Затоа што му активираш енграм, тој енграм кога ќе се активира неговиот аналитичен ум е изгасен и воопшто не те восприема у тоа што ќе го кажеш. И сега за тебе што е нормално наводници реакција, а не нормално е да го повишиш тонот, да се изнервираш плюс. И колку повеќе се нервираш и колку повеќе тон повишуваш, толку помалку другата страна те слуша. Затоа што го гасиш аналитичниот ум на другиот човек. Многу едноставно. Сега, кој најмногу не тригеруваат? Најмногу не тригеруваат тие со кои што ние сме биле поврзани најмногу. Гледайте, сте слушнале за тоа дека некогаш има love-hate, љубов. Леле, многу те сакам и тоа одма после тоа преминува во омраза. Сте виделе такви релации? Реактивни релации. Многу сака и однаш иде, тоа одма се врти во омраза. Зошто? Поради тоа што гледате, таа емоција е базирана на неразум. Ако имате љубов, каде што имате емоции, имате разум, имате восхит, го гледате некој човек, зашто што е восхитта? Зборува филозофов Хабард, за тоа сум зборувал, го немам тука цитатот, но зборувам дека восхита е над љубовта. Каде што кажува дека восхита е давање на некој начин почит и простор фактички, го парафразирам се, на другиот човек, затоа што му се восхитуваш, вика он на кој што му се восхитуваш, сакаш да го видиш слободно. Е сега, кога некој човек му се восхитуваш и сакаш да го видиш слободно, ти му даваш простор на тој човек, ама си даваш простор и себе, затоа што се восхитуваш. Вау! Ама некој, ако го сакаш, а го гушиш, тогаш му го зимаш просторот и на него и на себе. Зошто? Поради тоа што го скратуваш просторот. А восхита е давање на простор. Дете, кога човекот се восхитува, он дава простор. Затоа што просторот прави анализа. И затоа немаме грешки кога имаме восхит, затоа што дел од восхита е почита. А што е почит? Почит е давање на простор на друг човек. Ама ако некого го сакате, ама не го почитувате, тогаш, гледате, тогаш има љубов-омраза, затоа што има преборна емоција и таа преборна емоција, бум, после тоа оди у нешто што е друго, кое што не е соодветна љубов, например. Сега гледате, кога сме поврзани емотивно со многу луѓе, секако дека ќе бидеме најмногу тригерувани од нив и не секогаш сме тригерувани од тие луѓе кои што мислиме дека не тригеруваат, поради тоа што гледате, ајде да кажем имате некој маж кој што одбрал жена, која што жена е малку ладна, малку, не знам, груба или малку какви да е. Се можеби тоа него го потсеќа на нешто со кое што он се соочил, можеби класната му било така. Пример, измислено. И се гледате, него девојката го тригерува. Нема врска девојката со тоа. Зашто он се поврзал со девојката е најинтересното прашање. Во суштина. Зашто гледате, многу често ние викаме други се криви за тоа што нас не тригерува, а многу често не е баш така. Поради тоа што ние се поврзуваме со тоа што одлучуваме да не тригерува. Ама ние ако откриеме зошто некои луѓе не тригеруваат,
зашто некои луѓе не тригеруваат? Интересно ќе е тоа што зашто ти си таму. Гледате кога зборуваат за нарцис, нели нарцисоидни врски. И дека во самиот основа на нарцисоидната врска е на некој начин врска преку траума. Траума бонд и така натаму. Се ти свикаш, имаш некоја девојка што останала со нарцис, дечко или некој дечко што останал со нарцис девојка, свикаш добро, ама зашто е тој во таа нарцисоидна врска? Зашто останува? Она знае дека он е нарцис. Он знае дека она е нарцис. Ама останува таму. Зошто? Зошто? Моје објаснување, реактивниот ум сака болка. Видете, сака траумата од минатото да се продолжи. Затоа што некогаш тој ум, кој што е полн со болка, го враќа човекот баш на изворот на неговиот тригер. Ќе ви кажам пример за мене. Од моје лично искуство. Мојот татко, кој што беше феноменален татко, феноменален татко. Ама, во даден момент, кога ја решив веќе да не се занимавам со медицина, заврши факултет, тато, фала, првенецна генерација, ќе работам нешто сосема друго. Татко ми изгубна. Гледате, у тој момент се смени човеков. Гледате, ја и татко ми, колку и да бил човеков добар, а беше феноменален, секако дека имам грами од татко му како мал. Зар сум немал момент кој ќе ме подвикнал, кој ќе ме скарале и така натаму. Да, сум имал. Ете ги тие грами се таму. Со други зборови, гледате, останале некој тип на ранички во мојата душа, во мојот ум, да речеме таму, рани. Гледате, сега ќе ви кажам една работа. Неизлечена рана од минатото, која што вие ја носите, секогаш ќе ве однесе на сол, никогаш на мелем. Слушнете ме ова, луѓе, ова е клучот. Неизлечена травма од минатото, даден тип на енграми, секогаш ќе ве однесат на сол, никогаш на мелем. И кога ти имаш дадени тип на трауми во твојот ум, кои што не се излечени, тие ќе те однесат на сол, ќе те однесат на релацијата која што ќе те тригерува, ќе те однесат до девојката која што ќе те тригерува, ќе те однесат до дечкото што ќе те тригерува, затоа што тие трауми не се средени од нас. И ја кога ќе добиев даден тип на пофалби или успех во ова што го работам, имам трауми, ги носам од тато, така? Замислете го. Сега, не ми се залечени, не ми се справени тие трауми. Кога ќе добиев некој тип на пофалба од ова што го правам или признание во мојава работа што сега работам. Ја работам со години уназад. Што мислите, каде одев да се пофалам? Што мислите, каде одев прв да се пофалам? На кого прв одев да му се пофалам кога ќе имав некој успех? Напишете ми коментар, што мислите? На кого, Жарко, одеше да се пофали кога ќе имаше некој тип на успех од коучинг, од помагање на луѓе, држење предавање, мотивација и така натаму? Што мислите, каде одев прво да споделам, со кого одев прво да ја споделам таа моја победа, тој мој успех? Каде мислите дека одев? Знам дека го знаете одговорот. На тато. Апсолутно. И што се случуваше кога ќе дојдев кај тато? Доста со тие глупости бе сине. Гледате, одма со пап, ти си направил нешто многу убаво, ти си направил нешто супер, ти си направил нешто добро. Што мајка те тера да идеш да се пофалиш кај некој на кој што знаеш дека ќе ти стави сол на таа рана? Зошто? Затоа што реактивниот ум и енграмот, ако не ти е испеглан, исправен, исчистен, ќе те тера да одиш на сол. И ти се чудиш, зашто си тригеруван од околината, ти одиш на тригерот од околината. Ти сам одиш на тригерот на околината. Луѓе, се извинувам, ова е живата вистина. Може би не сакавте ова да го чуете, ама ова е реалност. Зошто иначе си таму? Зошто иначе си поврзан со тоа? Зошто иначе? Викаме, треба да ја научиме лекцијата. Како викаат, универзумот секојаш ќе ти го даде нештото, се доека не ја научиш лекцијата. Се слагам, ама начинот да ја научиме лекцијата е да го усвестиме тоа
кој што не си има случајно во минатото, за да не се лепиме емотивно и реактивно за исти такви ситуации во иднина. Многу често ќе видите дадени ситуации каде што еве имате некоја девојка ќе ми рече леле, ова е мој тип на дечко. Твој тип на дечко. Се викам па тој ќе те тригерува 100%. Кога речат мој тип на дечко, мој тип на девојка, ти знаеш дека тоа нема врска. Негов тип на девојка секогаш го травматизира тој ист тип на девојка. Он затоа има проблем у релација, затоа што е со тој тип на девојка. Зашто ја одбира тој тип на девојка? Затоа што има енграми. Зашто она го одбира тој тип на дечко? Затоа што има енграми. Иначе ќе одбереше друг тип. Ме разбирате, ама не, он иде по тој тип. Свикаш, зашто се лепи по тој тип? Затоа што си го бара, се бара белјата, реактивниот ум. Гледате сега, кога човекот има такви трауми во неговиот ум, кога е истрауматизиран умот, а сите ние, тогаш сите идеме на сол. И немојте се жалите, поради тоа што дел од зошто она се случува во вашиот живот е и поради вас. Секако, има луѓе кои се пониско на скалата на емоција, нема да ви даде живот, он ќе те тригерува. Зашто луѓе кои што се пониско по скалата на емоции, се потешки, поради тоа што ќе те тригерува, поради тоа што ќе те изнервира, поради тоа што не ти го дава тоа што тебе ти треба. Нема ти го даде тоа што тебе ти треба. Апсолутно. Ти знаеш, ти му кажеш на човек што тебе ти треба, не ти го дава тоа. Се свикаш, добро, ама тешко ли е? За него е тешко. Особено неговиот реактивен ум сака ти го даде тоа што тебе не ти треба, тоа што тебе те нервира. И ќе го добиеш тоа што тебе те нервира од тој човек, поради тоа што тој не може да го контролира неговиот реактивен ум. Тоа не е оправдание за него. Ама гледайте, ако видите дека имате луѓе, тешко е да ова го направите со некој човек што е ваш близок и не го советувам да го направите тоа, него да работите на себе си или да дојдете да зборите со мене за да ве подучам како да комуницирате со најблиските кои што ве тригеруваат. Затоа што сакам да ве подучам како да разговарате, како да има вежби како да не ве тригеруваат. Поради тоа што гледате, ќе ви кажам една работа, ако вие цело време реагирате на нешто, реактивниот ум на тој човек ќе го повторува истото дело, затоа што има реакција кај вас. Реактивниот ум вика, се споив јас со болка, најдов извор на болка, и се неговиот реактивен ум, ако види дека вие реагирате на нештото, ќе го повторува цело време тоа. Сте виделе некој дете кој што ќе му дадат некој надимак. Така, надимак, некој кој што не му се свиѓа. Сте виделе колку повеќе детево протестира, толку повеќе го викаат со тоа име? Е исто и во животот. Колку повеќе ти протестираш, колку повеќе реагираш на нештото, а не си смирен, не те тригерува. Некој ти збори нешто, замисли некој ти збори нешто, не те тригерува. Замисли тригер ти е викање. Замислете имало она татко кој што се дера. И сега чудно ли чудо се омажила со маж кој што исто се дере. Си викаш како е можно, како е можно, абе реактивниот ум си го бара. И се гледа она се омажила со маж што се дере. Се мажот кога ќе се дере и она кога ќе почне да се плаши. Мажот знае дека начин да ја контролира жената да ја вика. Затоа што тоа го сватил реактивниот ум на мажот. Ама она се плаши поради тоа што ја потсеќа на енграмите на татко што ги направил. И се гледате, ама ако вие, он ви се дере и вика, и вие сте кул, и гледаш дека не реагира, ти не реагираш. Не допира до тебе тоа. Има вежби за тоа. И тоа е тоа што може да го добиете од мене, има вежби како човекот да може да остане во сегашниот миг, исто така се од филозоф Хабард, како да остане човекот во сегашниот миг и да не ти дојде реактивиран тој енграм. Сега замислете вие, он се дере, ти си окей, он се дере, ти си окей. Знаете дека третиот ден нема да се дере? Може ќе плаче, може ќе ви игнорира, ама нема да ви се дере. Сега ќе се обиде да најде друга емоција која што ќе ви тригерува. Сега ќе плаче. Сега ако ти почнеш да реагираш кога он плаче, он ќе плаче, цело време ќе плаче. Зашто? Затоа што го нашол тригерот. Ама он плаче, затоа што драматизира, со други зборови глуми. И сега ти викаш, окей, неќеш да си ладен, поради тоа што не е убаво кога човек плаче, така треба да му обратиш внимание, едно друго трето. Ама ти ако цело време реагираш, немој да плачеш, како плачеш, зашто плачеш, немој да плачеш, немој да плачеш, ти почна да плачеш со него, готово си. Он сака да добие нешто, ќе почна да ти плаче. Ама ако ти немаш реакција и неговото плачење го справиш, го стишаш, го утишиш, ама при тоа ти да не изреагираш, знаете дека тој човек веќе нема да плаче. Тој е начинот да го контролирате тригерот.
е да научите да не реагирате на тригерите околу вас кои што се постојани. Сега, ја кога си ги залечив тие травми, кога си ги извешав тие енграми со татко ми, знаете дека уопште не беше важно дали татко ми ќе ми дае пофалба. И знаете што се случуваше на крај, татко ми доаѓаше да ми праќаше луѓе на предавање кај мене. Викаше, бе, носите ги луѓе кај Жаре на предавање, ким помогне. Зошто? Поради тоа што ти кога ќе ги излечиш твоите травми и твоите рани, тогаш не бараш сол, затоа што ти си мелемот. Луѓе, вие сте мелемот. Не е мелемот некој. Ако ти мислиш дека муж ти треба да ти е мелемот, не. Ако ти мислиш дека жена ти треба да ти е мелемот, ти си соженал со неа затоа што ако некој што она треба да те гушне, она треба да и тоа е убаво да го направи. Ама што ако не го направи? Замисли ти целиот си таков кисел, не ти бил добар денот на работа и жена, дај бе, што се смири го? Што си таков смртен, види го? А ти очекуваш од неа да те гушне, да ти направи чај. Она ти почне да ти се дере, ќе се збуниш и ти, така? Значи, а ти ако си ги следиш своите травми, без разлика каква реакција има она, нема да ти изнервира. Сега, луѓе ќе ми речат, абе го вади најлошото од мене. Викам, гледайте, не е добро да го вади никој најлошото од вас, ама ваша задача е да го трнете најлошото од вас. Сега тоа сакам да ви помогнам. Затоа што кога имаш ти контрола, кога ти си го трнал најлошото од тебе, зашто тогаш друг нема што да ти вади ѓубре. Гледате, нема што да ти вади ѓубре. Сега, поентата е едноставно човекот да живее живот и да биде причина он, а не околината. Поради тоа што се случува во дадени ситуации, каде што имате дадена ситуација каде што жена ви ќе изреагира некако или мажот ќе изреагира некако и паѓа целата енергија, паѓа целата емоција. Ќе трнете некаде на одмор, ќе се испокарате пред да трнете од одмор, ќе се испокарате на граница, поради тоа што жена рекла реди се у оваа лента, ти се прередил другата лента, па спора едната лента, друга, незината попрво трнал, ќе се испотепате, ќе се покарате и нити има уживање на одмор, нити има уживање назад, затоа што луѓе ќе отидат испокарани на одмор, ќе се вратат испокарани на одмор, на граница дефинитивно се карат ако некоја лента е побрза или поспора. Замислете ако ние работиме на нас, иако нема никаков проблем. Замислете идеш ти на граница, доаѓаш таму, гледаш жената ги заборавила пасошите. Замисли да не те допре тоа. Речеш, о, злато, се случува. Ке се вратиме, не никаков проблем. Ке се вратиме, ке ги земеме пасошите, ама при тоа ке се отидеме некој убав ручек и после ке се вратиме дома, ке земеме пасошите, ке одмориме малку, ке се вратиме пак на граница. Тоа би било добро. Ама се сомневам дека ако мажот ти ги заборави пасошите или ти ги заборавиш пасошите, се сомневам дека мажот вака ќе реагира или дека ти би реагирала вака. Зошто? Затоа што има многу слични ситуации, не само од машти, него од што си ги гледала од детството, од тато, од мама, од многу работи кои што се во твојот ум спремни да се реактивираат поради некој збор, поради некоја гестикулација, поради било што. Збориш ти и жена ти наместо да е восхитено тоа што збориш у друштво, она ќе направи некоја гримаса као да не ти верува. И ти ќе се изнервираш, така? Зашто се нервираш? Знам дека не е убава таа гестикулација од нејзина страна. Ама нема потреба да се изнервираш. Нема потреба да се истригеруван. Океј, тоа е нешто за кое што знам дека можам да ви помогнам. Ако сакате да работите на ова, ако сакате да знаете како да си ги залечите сопствените травми, сопствените рани или како да не реагирате, има вежби за тоа како да не реагирате на тоа, барите ме. Се гледаме во среда. Поздрав, чао!